Почитувани гледачи, добар ден, 7 март, четврток, 14 часот, термин резервиран за почеток на ново отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милушевска и со неа денеска подготвивме низа теми со кои што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. А за што точно станува збор, какви се темите кои што ги подготвивме во денешното отворено студио 1, предлагам да ги соопшти Елена. Елена, повели. Благодарам, Антонио. Така, уште еднаш најпрво, добар ден, почитувани гледачи. Сега во 14 часот, термин кој што веќе ви е добро познат на сите, термин резервиран за отворено студио 1. Во овој прв блок ќе погледнеме накратко кои беа гости во вчерашното отворено студио 1, а потоа следува термин во 14 часот и 30 минути вести со колешката Елена Джугуманова, па потоа ние се враќаме повторно во вториот блок отворено студио 1 од 15 часот и 20 минути на тема иницијатива за измени на законот за водија. Ќе ни гостува Нуредин и Сеновски од Сдруженијето за здравствена, образовна и социјална помош, а секако тука и колегата Дејан Андоновиќ со кој што ќе ги анализираме вестите од светот. По завршувањето на овој втор блок следуваат уште едни вести повторно во 16 часот со колешката Елена Джугуманова, а по завршувањето на вестите следува и кулинарското шоу Маја готви. Веднаш по ова шоу потоа следува трет блок отворено студио 1 на тема овој пат е Балканскиот рис дали е пред изумирање. Ќе разговараме со Диме Меловски од Македонското еколошко друштво. Потоа следува блок забавни емисии односно возење со Вучич, ексклузив со Нина и Стефани, студио мода со Сергеј Варушлија, а исто така потоа уште еден блок отворено студио 1 со колегата Александар Чомовски. Ќе му гостува Благица Петровски, економски аналитичар, на тема што недостига на берзата на трудот и барањата на компаниите. Веднаш по завршувањето на овој блок отворено студио 1 е дневникот со колегата Александар Петровски во 20 часот, а по завршувањето на дневникот следува и интервјуто со председателскиот кандидат Блерим Лека. По ова интервју кое што ќе може да го погледнете, потоа повторно колегата Александар Чумовски кој што ќе го води интервјуто, ќе продолжи да го води отвореното студио 1 на тема кој и како ги контролира тајните служби, а гостника ќе му биде Фросина Ременски. По завршувањето на отвореното студио 1, тука следуваат вестите повторно со колегата Александар Петровски и тука завршува всушност и денешната програма. А сега ние продолжуваме по натаму. Да, како што е редот, се навраќаме на главните исечоци од вчерашните гостувања во отворено студио 1. Предлагам да почнеме со председателскиот кандидат Стево Пендаровски, кој што вчера му гостуваше на колегата Борјан Јовановски, па предлагам да го видиме исечокот од ова интервју. Тајна разузнавачка служба која е блиска со една опозициона партија, за која неодамна јавност имаше можност да разбере дека постои. Бидејќи во неколку наврати ме сликаат во движење во град, на јавни места, меѓутоа тоа никогаш порано не се случувало, бидејќи нема потреба да се случува. Кој велите тајна разузнавачка служба? Тоа се структури врзани со една опозициона партија, голема опозициона партија, за која неодамна имаше во јавноста извештај дека подготвува на дневна основа, значи. И води евиденција каде одите вие, каде одам јас и така натаму. Тоа значи дека ве следат? Да, да. Ова денеска е трета или четврта фотографија во низа во последните 10 дена, бидејќи ја нешто знам од таа работа, сум работел порано во тие структури и ја ви тврдам дека станува збор за 24 часовно физичко следење. Мене веројатно и на членовите на моето семејство. Дали луѓето кои работат во таа служба паралелно работат и во институции? Дел од нив да, она што јас го знам дел од нив и по име и по лик, за жал да. И тоа го прават подлог временски период кон своите политички опоненти. И како мислите со тоа да се справите? Па ја оставам надлежните институции тоа да го направат, бидејќи значи не станува збор за, како велите вие, гледач, репортер. Него станува збор по сите индикатори, не знам нешто и околу тие настани, за структура која работи на таа тема. Значи не се работи за некој кој го видел Стево Пендаровски во град или Борјан па решил да го слика или доека пиеш кафе. Значи станува збор за, ви кажувам, специфична... Не станува збор за папарацо, шема. Би ми било драго ако станува збор за папарацо, бидејќи ја проблем со сопругата немам од тој тип. Добро, ако така стојат работите, сега на почетокот, уствари на почетокот кампањата се уште не е почната. Каква кампања очекувате?
За жал, ја бев во грешка при проценките пред извесен период, гостувајќи во една ваква слична емисија, велики дека ова може да биде и една вообичаена и рутинска кампања, независно што аргументите на двата главни блока кои влегуваат со своји кандидати на овие избори се прилично контрадикторни еден на друг. И гледам дека ако ова е вака уште кампањата не почната, со слики по, не знам, по некои интимни моменти или негде кај што си на страна од јавноста, ако навистина постојат луѓе, ја верувам дека постојат, кои ве следат, од која сте веќе официјален кандидат на владеачката структура, тоа може само да не загрижува и да ни каже за жал дека насоката во која ќе се движи кампањата понатаму ќе биде уште повалкана. Како мислите да се справите со тоа? Ќе одговорите на тој начин, ќе ве вовлечат во тоа? На како ќе успеете да се дистанцирате од тој тип на кампања? Одговараш на онаков начин кој ти е примерен на годините на искуството и на карактерот. Мене таков тип на подземни кампањи никогаш не ми биле блиски. Никогаш не сум ги практикувал, никогаш не сум ги сакал. Че ја ќе одговорам на единствениот начин на кој знам, вака јавно, со аргумент, со збор и со образот кој го имам. Овие луѓе кои тоа го правеа и 10 години наназад тоа истото. Не баш во исти број како едно време и за среќа не со истите ресурси кои на времето ги има државните им беа на располагање имено. Меѓутоа, за жал, тие остатоци од тој режим гледаме и денеска. И тоа е, навистина, мислам, задача за надлежните институции на оваа власт, која не само мене, не сме да дозволи и вас или некој друг трет тамо да ве шиканира. И вие бевте предмет на шиканирање, знаеш, и самиот предходно. Ама ајде рековме дека режимот замине и сега тие остатоци од тој режим, тоа се остатоци од тој режим, не сме да бидат толерирани. Не сме да бидат толерирани. Тоа се случува и во време на предизборието, ќе се случува и во време на кампањата. Неодамна имаше и по некои портали, по мене, кредибилни информации дека се прават цели аналитички извештаи за одредени луѓе кои не им се по кеф на тие, кои имаат опонентни политички ставови и тоа е застрашувачки. Тоа е застрашувачки. Имавте ли такви искуства во кампањата пред 5 години? Не. Просто неверојатно. Значи, навистина не. Ја не зборам за ова се дали југо или тоа е вообичаено, тоа е демократија во ретие. Меѓутоа немав такви ја во тој период, значи вклучувајќи го она што го разбравме од бомбите на Заев, подоцна. 15-та беа бомбите. Че не добив индикатор дека телефоните да. Меѓутоа физичко следење немало. Врз мене барем немаше. Телефоните ми биле прислушкувани околу 4 години, од 2011-та па и малку и предходно. Меѓутоа физичко следење не. Кога сум кај таа кампања, господин Пендаровски, кои се вашите искуства, кои се лекциите научени од таа кампања? Каде погрешивте тогаш, што сега нема да го повторите? Мислам дека системска грешка не направивме. Не за да се правдам себе си и тимот кој работеше со мене, од кој голем дел ќе бидат и сега покрај мене. Крупна стратешка грешка не направивме. Содржината на кампањата практично ќе биде и сега истата. Збораме за клучните надворешно политички цели, за неколку столба во секоја нормална демократска држава кои мора да бидат суредени. И мораме уште многу да работиме во таа насока. И во однос на начинот или моделот на презентација, мислам дека ќе биде сличен, да не кажам идентичен, со средби со граѓани без оној традиционален тип на митингашење и извикување пароли од некоја бина високо над луѓето кои дошле да те слушаат. Да, ние тука, односно ова беше првиот гостин кој што гостуваше вчера во Отворено студио 1, а исто така вчера имаше во Отворено студио 1 уште една гостинка, тоа е министерката за правда Рената Десковска, која што му гостуваше исто така на колегата Боријан Јовановски. Тие разговара на една навистина актуелна тема, тоа е законот за специјалното јавно обвинителство, односно Десковска министерката смета дека напротив со овој закон нема, односно специјалното јавно обвинителство кое што треба да се претопи според најавите во основното јавно обвинителство, таа смета дека со овој закон всушност ќе заживе специјалното јавно обвинителство. Па во продолжение да погледнеме дел и од нејзиното гостување. Без било какви амандмани кои што би го нарушиле конзистентноста на текстот и јасноста на одредбите за одредени постапки кои што веќе постојат во специјалното јавно обвинителство, јас би била многу среќна. Заради тоа што тука имате неколку елементи. Едно е што го правиме органот, траен орган, и тоа со многу силни надлежности кои што ќе ги има во гонење на криминал, висока корупција кај функционерите. Значи тоа ќе биде за оваа влада, за
идните влади, значи орган кој што постојано ќе се занимава со тоа прашање. И тоа е нешто што треба да биде предупредување за сите кои што се наоѓаат на власт, дека има некој со капацитети кој што може да ја следи нивната работа. За новите надлежности. Да, на страна е продолжувањето на старите. Значи тука се отвори дилемата. Дали ќе пропаднат случаи, дали ќе има некаков проблем околу тековните случаи. Значи во овој закон што е предвиден кај нас, изрично е ставена надлежноста на специјалното јавно обвинителство да постапува за сите действија кои што се превземани, значи предмети што им се во истрага, за предмети кои што се покренати обвиненија, за предмети кои што им се превземени обвиненија од други. Значи тоа се прашања кои што се изрично регулирани. Во предлог законот велите дека предметите кои се наоѓаат во фаза на судење кои се поднесени обвиненија до 30 јуни 2017 година. Тоа е едниот сегмент. Тие предмети за кои се поднесени обвиненија, значи СЈО продолжува да ги води. Неспорно е тоа. Она што е веројатно спорно за јавноста е што со тие предмети, односно со индициите кои ќе се најдат во бомбите за нови криминали. Значи, вака, таму стои изречна одредба дека овие предмети кои што се во 18 месеци од предавањето на материјалите се предмети кои што ќе си ги води практично според одредбите на постојниот закон или на стариот закон за СЈО. И тука се сметаат за докази и аудио снимките, значи се и плюс и ние мораме да бидеме свесни дека дури во тие предмети СЈО не се потпира само на аудио снимките, тие мора да документираат со многу други докази кои што го ја прават сликата на. И сега што е со оние предмети кои се покренати по овој датум 30 јуни 2017 кога истече првиот официјален мандат на СЈО согласно Пржинскиот договор? За предметите кои што се покренати по 18 месеци, специјалното јавно обвинителство има надлежност изрично ставена во законот да си продолжи да ги застапува обвиненијата и за тие обвиненија што им се превземени од други обвинителства и за тие има надлежност да продолжи да застапува. Но дали ќе може аудиоматеријалите да се користат како докази? Направена е разлика заради тоа што едно од практично најжешките прашања кои што се покренуваше дали да се продолжи употребата на материјалите или не. Во обидот да се формира тоа двотретинско мнозинство, направивме консултации и со специјалното јавно обвинителство, но и со експерти кои што странски и домашни кои што на некој начин требаше да направат едно истражување дали нешто ќе се помести во предметите доколку се извадат аудиоматеријалите како доказен материјал. Според она што нас ни беше дадено како министерство, како информација е дека аудиоматеријалите тие ги користеле како индиции. Значи собрани се бројни други докази врз основа на тие индиции кои што ги добиле и дека нема да опадне предметот на застапување на одредени обвиненија, значи квалитетот на застапување на одредени обвиненија пред суд ако се извадат само бомбите како доказен материјал. Постапките нема да бидат толку убедливи и цврсти како што е случајот во оние предмети каде што аудиоматеријалите се. Тоа значи дека на пример на тие рочишта нема да можеме да ги слушаме бомбите. Можеби фолклорот ќе отпадне, фолклорниот елемент во бомбите, но многу е битно овдека нешто друго. Има одредба која што вели дека тие предмети продолжуваат. Значи со вадењето на материјалите, бомбите, значи аудиоматеријалите од доказната постапка не се враќа предметот на почеток, па повторно да се собираат докази, туку практично се што е прибрано од специјалното јавно обвинителство, дали прибрале, не знам, документи за одредени финансиски средства во странство, по замолници, по слично, значи тие собираат докази од институции во нашава држава или надвор, практично сите тие докази што им се прибрани остануваат. Значи нема враќање на почеток. И тоа беше едно од прашањата кое што многу се дебатираше и во работните групи, но и меѓу представници на политички партии. Значи имаше и одредени барања кои што бара да се врати предметот на почеток. Значи тоа беше една од нашите црвени линии дека тука нема да се даде таква можност, дека мора да обезбедиме континуитет. Ако сакате бомбите ќе ги извадиме, не мора да се прислушкуваат во судница, ама се што е прибрано врз основа на тие бомби мора да остане валиден доказ во судските постапки.
Да, видовме дел од разговорот со Рената Десковска во текот на вчерашниот ден. Беше емитувана и емисијата на колегата Сашо Ордановски. Него гости му беа Насер Зибири, Ризван Сулеман и Недат Марковиќ, а тие разговара за дали Охридскиот договор заменува во историјата заменето од едно општество за сите. Темата всушност беше и отворањето на новото министерство во владата. Предлагам да го видиме и овој сечок. Формирањето на овој сектор, како што рековте на почеток, оделени сектор, секретаријат и конечно да прерасне во некакво министерство, е резултат на две компоненти. Првата компонента е фактот што во самиот Охридски рамковен договор не се предвидени инструменти кои ќе го следат процесот на имплементација на истиот. Ниту од надвор, ниту од внатре. Доку анексот цело време збори дека владата ќе треба ова, ќе треба ова. Се повикува меѓународната заедница да организира донаторска конференција, ова, но нема практични правни инструменти кои тоа ќе го гарантираат. Тоа е прво. И второ е продукт на созревање на свеста кај политичките елити под притисок, под потреба, независно од кои причини, но секако созревање на свеста кај политичките елити дека овој рамковен договор мора да има орган во кој ќе се анализираат состојбите, ќе се сумираат резултатите, ќе се дава поттик за негово имплементирање. Иако мој впечаток е, иако во тој дел јас не сум бил во извршната власт, може би Ризван може повеќе да и покомпетентно да каже, но мој впечаток од дистанца е дека овој инструмент, овој секретаријат, ова установа повеќе се задржа на техничко-кадровски прашања отколку на политички. Зошто го велам тоа? Зошто мој впечаток е, може би и факт, дека од овој секретаријат не произлегува ни една или многу малку иницијативи за политичко решение на одредени прашања поврзани и кои произлегуваат од Охридскиот рамковен договор. Апсолутно, ја не сум задоволен затоа што се премногу се стесни улогата на тој секретар и уопште на рамковниот договор. Јас мислам дека тоа е политичките околности, зашто политичките партии најлесно може да каже што направиле преку бројки. Единствени бројки кои може да се кажат беа колку имам работено тука, колку немам работено тука. Што не е целта, тоа е само сегментот. Еден мал дел. Добро, ама сега треба да бидеме фери кон нешто друго. Владеачката партија во последниве 10 години секогаш беше националистичката ВМРО ДПМН. Таа која треба да повлече некаква политика, да речеме. Од другава страна сепак се наоѓа ДУИ во многу повеќе дел од времето, кој исто така не сум сигурен колку има капацитет политички да повлече овој тип на иницијативи кои што се, ајде да кажам, не се националистички по својата природа. Тие се либерални по својата. Значи и тоа дали било возможно релевантни, важни. Апсолутно дека идеолошката определба на главната политичка партија, тука не го амнестирам ни ДУИ, и те како влијае во тоа во кој правец ќе се движат, да речеме, 10 години владење со етноцентрички пристап на градење држава, нормално дека Охридскиот тој секретаријат не му остануваше многу простор, освен да бие некоја битка кај што ипак има некој резултат за да може да се оправда пред јавност. А тие беа и поефикасни, бидејќи тие нема проблем со ефикасност. Колку ви треба? 100 или 102. Не разбирате во таа смисла, и тоа ја стесне улогата што апсолутно се сложувам дека тоа не е Охридскиот договор. Затоа и не мислам дека ние само завршуваме една фаза кај што не веќе создаваме една друга клима да влеземе во сосема друга фаза. Ако досега главните конфликти и недоразбирања, ако можеме да ги кажеме, во Македонија беа поради етнички, односно емоционални, идентитички прашања, сега идеме во нова фаза
не е завршена работата, кој што и теоретски професорот ги знае, сега наидуваме на една друга фаза, кај што како генератор на недоразбирање ќе биде она што јас го нарекувам модернизацијата и урбанизацијата на албанската популација, која дојде како резултати на Охридскиот рамковен договор, како друга точка ќе биде пристапот до пазарот на трудот, во кои се сегменти на пазар на трудот имат албанците пристап, дали во најдеходовни, и дали во тие кои што се најдеходовни, макар и во приватниот сектор, дали имаме предуслови за ние таму да имаме пристап, и поделбата на заедничките добра на државата. Има предобјаснам, да, врзана е, во голема мера е врзана за тоа, да малце подлабоко загребеме во сите сегменти на општеството и да видиме како стојат работите, меѓутоа јас сакам да кажем една друга работа која почна во првиот дел од дискусијата, а да се надоврзам истовремено на соговорниците. Јас мислам дека понекогаш етничката недоверба и сите проблеми кои беа со вработувањето на или на другите етнички заедници во јавната администрација се надоврза и налегна на еден друг поголем проблем. Иронично е баш денеска, не знаејќи точно за што ќе разговараме, гледав некои документи што не е завршено во јавна администрација. Дали знаете дека ние во јавна администрација од 1000 и кусур институции на јавна администрација и јавен сектор имаме развиено методи, односно индикатори за ефикасност и ефективност само во 20-30 и тоа во многу рудиментирана форма. Значи, ние не знаеме ни колку администрација ни треба. За да знаеме кого треба да отпуштите, кого треба да реорганизирате, кого треба некаде да преместите, каков кадар ви треба. Вие треба да имате некаков бенчмарк, индикатор, показател. Хајде употребиме македонски збор, показател. За тоа, колку е определен работник ефикасен во јавна администрација, 4 типа имаме на јавни службеници, и така натаму, да не навлагам во поле кое не е мој, ова нели го прочитав во анализа, може да викнете некој кој предава јавна администрација, професор и така натаму, поубаво да објасни, меѓутоа оно што го сумирано го прочитав е јасно. Вие немате систематизација правилна, немате да мерите ефикасност и ефективност, не знаете вашиот денар што го давате, каков резултат, каков аутпут ви дава. И во таа смисла, најлошиот дел од анализата која прочитав се однесуваше на предстоечките реформи во јавна администрација, вели нема развиен систем за одговорност. Да, тоа беа гостите во вчерашното гостување во печат на неделата со колегата Сашо Ордановски, а сега накратко, пред ние да се одјавиме, накратко да потсетиме само што ќе гледате во текот на денешниот ден, односно кои ќе бидат темите во отворено студио. Еден, значи, ние се враќаме повторно во 15 часот и 20 минути, ќе ни гостува Нуредин Исеновски од Сдруженијето за здравствена, образовна и социјална помош, а ќе разговараме со него во однос на иницијативата на измени на Законот за води, кој што тој самиот во име на Сдруженијето ја има поднесено до Уставниот суд, а исто така тука ќе биде и колегата Дејана Доновик со кој што ќе ги анализираме вестите од светот. Потоа во 17 часот имаме друга една навистина интересна тема, а тоа е балканскиот рис пред изумирање, односно ќе ни гостува Диме Меловски од Македонското еколошко здружение. Во отвореното студио пак во 19 часот и 15 минути со колегата Александар Чомовски ќе му гостува Благица Петреска, економски аналитичар, а со неа ќе разговараат на темата образование за извоз на кадри, што недостасува на берзата на трудот и барањата на компаниите, и во уштедниот, односно последен блок отворено студио 1, кој што ќе започне во 21 часот. Најпрвен ќе има интервју колегата Александар Чомовски со претседателскиот кандидат на Република Северна Македонија, односно тоа е интервју со Блерим Лека, а исто така подоцна ќе му гостува и Фросина Ременски на темата кој и како ги контролира тајните служби. Значи тоа е накратко она што ќе гледате во текот на денешниот ден во отворено студио 1, а сега ние тука пред да се одјавиме само да, така следуваат вести со колешката Елена Джугуманова.